година поради големата активност на овој наш значаен македонски брачен пар им беше забрането, исто како и на мојот сопруг Никола во 1995 година, кога на канадскиот пасош напиша непожелен. И така истото го направија и за Стив и Лили Пјакас на таа вештачка граница, односно македонска, каде се грчките граничари. Еге наш македонски солзи пролеја, од гради топли мајчински крешиња се алхина, по светот се распрсна, женски игри оставија. Каде сте македончиња, каде сте кај отидовте, жално плаче мајка егејска, за вас плаче Македонија. Каде сте македончиња, каде сте кај отидовте, жално плаче мајка егејска, за вас плаче Македонија. Далечна е пролета 48-та, далеку е детството, детство минато, спомета женостана, за родна куќа такова, скоро плаче мајчински, мајка не заборавајте. Каде сте македончиња, каде сте кај отидовте, жално плаче мајка егејска, за вас плаче Македонија. Каде сте македончиња, каде сте кај отидовте, жално плаче мајка егејска, за вас плаче Македонија. Европа, Канада, Америка, Австралија, а се сложно крена македонците, и ние право имаме слободно да живееме, поровна куќа такова била Македонија. Каде сте македончиња, каде сте кај отидовте, жално плаче мајка егејска, за вас плаче Македонија.
Плјакас беше и председател на црковната општина Свети Климент Охридски, а неговата сопруга Лили насекаде негов придружник во секоја македонска активност, како женската секција во Канадско-македонскиот пензионерски дом и во многуте друштва и асоциации. Од Торонто се преселуваат во помало градче Нјумаркет, каде таму влегува и во политичките води на Канада, станува советник на градот Стоувил. Но интересно е што Плјакас го интересираше се и се што. Историјата на Македонија, што не е ни чудно да публицистот Славе Николовски Катин и во монографијата на Стив Плјакас не ја има избегнато македонската историја, а тоа е можеби и големата љубов на Плјакас, кој со Мајкл Китли отидоа да ги посетат македонците во Пакистан кај Хунза Вали и Калаш, наречени Калаши, инаку од војската на Александар III Македонски, кои си направиле своје гнездо токму на тие простори. Тој не отиде да го освојува светот како Александар Македонски. Овој наш македонски патриот и авантурист отиде да ги бара своите македонски корени. Македонците во случајот отиде во потрага на Александровата војска. Така да срцето на Стив Плјакас со ова авантура во посета на Калашите му го исполни најмногу неговото срце. Не сме вода која
Интересно е што Стив Плјака се приклучува кон масоните или како што ние ги викаме слободни зидари. А зошто? Најмногу тој знае, кое може би е и тајна кај самите масони. Иако живее и како бизнисмен работи во градчето Нјумаркет, Стив или Липјака секоја речиси недела беа присутни во црквата Свети Климент Охридски, а да не зборуваме што никогаш не изоставува, а беа присутни на разни настани како банкети, концерти и така натаму. Како и многу наши сонародници, така и Стив и Лили Плјакас помага на македонските гласила, на друштва, црковните општини и Организацијата Обединети македонци, на партијата Виножито. Со еден збор речено беа несебични за да помагаат финансиски, па дури и во Флорида помагаа. Дури исто така и за Олимпијадата во Грција и Јапонија, кој Стив Плјакас беше овде и како председател на Олимпискиот комитет на македонците во Канада. Плјакас ги финансираше овие македонски спортисти, но затоа пак со гордост, држејќи го македонското знаме во рацете, чекорише со исправена глава горд на својот македонски народ во Грција и Јапонија. Не случајно има добивано Стив Плјакас многу награди и признанија, не само од Македонија или пак од македонската комуна, но овој наш Стив Плјакас има и од канадската. Стив Плјакас во Нјумаркет изгради плаза, каде со големи букви е напишано името македонска, односно македонска плаза, која е и негова својна. Навистина за овој наш македонски патриот кој во душата го носи македонското име и со гордост на секаде се представува како македонец и при неговите повозрасни години не му пречи да биде и понатаму активен во многу македонски настани во Канада, а поготово во црковната општина во Торонто, исто така пензионерскиот дом или Организацијата Обединети македонци. Тој на свој начин и со дијалектот македонски научен од неговите родители, кога зборува навистина интересен за секој еден што е покрај него, но исто така тој уме на дипломатски начин би рекла